Културата има посебно место и во демократските и во тоталитарните општества и на некој начин впрочем начинот на кој што ја сваќате или да кажеме ја разбирате, ја употребувате културата, на некој начин е лакмус за тоа дали општеството е демократско или е тоталитарно. Во демократските општества културата е, како да кажам, битот, сршта на самото постоење на општеството во однос на својата слободоумност, во однос на прогресивноста, во однос на критичкоста, во однос на чување на најсветите идеали врз кои што се темели современото демократско општество. Додека тоталитарниот систем сака културата да ја потчини, да ја направи своја слугинка. Така што ние во овие неколку години на владење видовме едно сурово претварање на културата, на културните работници, на уметниците во слуги на една тоталитарна и во суштина недемократска визија, затоа што меѓу другото не е плод на консензус и не е демократски проверена. Културата има важна мисија, токму затоа што тоа е сега и тестот за тоа ние да ги разликуваме интелектуалците и уметниците од оние што прават едно обично техне, оние кои што ги слават владетелите, а тоа е техника и жанр познат уште од времето на Стара Грција. Уметниците и луѓето од културата се секогаш на барикадите на прогресивноста и поради тоа тие се едни од првите жртви на диктаторските режими. Така што сметам дека културата има многу важна улога да одигра во целиот овој процес и токму помалку или повеќе анархичните акции на уметниците, нивните креативни акции можат да од една страна да ја подкопаат моќта, но и да дадат излезни насоки како тоа да се развива. Но да не заборавиме исто така дека културата, особено онаа независна култура која што се развиваше во последните 20 години и која што создаде многу вредности во македонското општество, има капацитети за стратешко планирање. А една ваква криза не може да се надмине без една долгорочна визија и концепт и план, како ќе излеземе од неа.